Најпрво би сакала да започнам со една максима, која што во мојот град се слуша во последниве неколку години на јавните простори во коларите, а тоа е дека буџетот на Република Македонија ја заборавил консулска битола. Може би ова ќе ви звучи локалистички, но ако математички се гледа, тогаш ќе се види дека се што е капитална инвестиција во Република Македонија е наменета за Капитолот или главниот град на Република Македонија, или пак за оние градови од каде што потекнуваат политичките мокиници на оваа власт. Дека ова е така, можат да се проверат бројките од изминатите десетина години и ќе се убедите дека навистина максимата од мојот град е точна. Денеска затоа нема да барам пари за мојот град, затоа што знам дека пратениците, колеги од мојот град, нема да ги поддржат тие амандмани, како што впрочем се случувало и во минатите години, и затоа овој пат ќе побарам 150 милиони денари од буџетот на Република Македонија за обновување на еден објект во еден национален парк, за кој што владата на Република Македонија требаше одамна да интервенира, заради тоа што овој објект беше синоним на овој национален парк. Името на националниот парк е Пелистер, името на локалитетот е Копанки, а името на објектот е Планинарски дом Копанки. Се наоѓаше во ски центарот Копанки на неколку стотици метри од сега попознатиот далеку хотел Молика. Овој планинарски дом беше еден од најомилените објекти, слободно можам да кажам култно место на битолчани, и не само на битолчани, туку на сите граѓани од Република Македонија и пошироко на просторите на поранешна Југославија. Се наоѓаше на надморска висина од 1610 метри и беше изграден, почна да се гради во далечната 1953 до 1957 година од група битолски планинари, кои што на своји раце, со своји раце, го носеа материјалот за изградба на овој дом. Во тој период немаше урбанистички плански документации и одобренија за градење, за да може тој објект да биде регулиран со некакви управни акти. Објектот се градеше акцијашки или тогаш наречено ударнички. И таков, како што беше, обслужуваше 20 на ентузијасти на планината љубеници и така обстојуваше се до далечната 1975 година. Поточно ски центарот Копанки делумно е реновиран и модернизиран за време и свечено пуштан во употреба на 4 ноември 1975 година по повод денот на ослободувањето на градот Битола, со пуштање во употреба на жичарницата од потегот на местноста Бегова чешма до локалитетот Копанки. Заедно со делумната реконструкција направена е изградба на жичарница во тој период како резултат на волјата и желбата на граѓаните од Битола, кој преку референдум за месен самопридонес на општина Битола со средства на граѓаните на општина Битола беше реализиран комплетниот проект и поставена комплетна конструкција од производителот Помагалски од Гренобал, Франција. Малку подоцна беше поставен и детскиот ски лифт Пионир, со што овака поставени ски стази и жичари локалитетот доби атрибут на ски центар во тогашна Југославија. После 10 години користење на домот и стазите се случи уште една реконструкција на домот со помош во 1985 година, со помош на голем број ентузијасти, планинари, граѓани од подпелистерските села, кои што ја оспособија стазата над домот Копанки до местноста навикана Извидница на надморска висина од 1600 до 1800 метри, а домот се реконструира и комплетно се препокри. Доби ресторан со од 50 на седишта и 30 на кревети, организирани соби со заеднички санитари. Во текот на истата година беше набавен и ратрак за снегот и чинам дека тие беа најубавите години за овој дом. Од 1986 година почнаа да се менуваат повеќе газди, се до 2007 година,
и тогаш во тој период апсолутно ништо не се вложи во овај центар, само се придонесе за уште поголема амортизација на овај центар. Најтешкиот период за овајски центар е од 2006 до декември 2011 година, каде што овај центар воопшто не функционираше, а само благодарение на ентузијазмот и влюбениците на природата издржаа во таа агонија. Веќе почетокот на 2012 година, со поддршка на АД Елем и незините подружници, нешто почна да се менува. Се очисти и прошири стазата, се ремонтира сајлата на жичарницата, ама домот Копанки не дочека да биде реновиран. На 28.1.2013 година домот е опожарен заради неисправна инсталација и од тогаш до денес на тоа култно место нема дом. Точно е дека нема дом, меѓутоа секогаш кога ќе помините над во тој дел, иако нема пристапни патеки, ќе видите десетина влюбеници во планината кои што немо гледаат во изгорените остатоци од домот. Затоа, почитувани пратеници, ако ме пратевте, зборував во минато свршено време. Во неколку наврати советниците од Советот на општина Битола и пратениците од ова собрание бараа начин и средства за реконструкција на домот и да се повторно да се изгради она што изгоре. Одговорите од типот добро е што не изгоре цела планина, или домот нема документација, или е потребно да се легализира, се одговори за мали деца. Знаете, онака како што родителите во недостиг на аргументи сакаат да оправдаат својата немоќ пред децата. Немоќ е на општинското раководство да најде начин и модел како да се овај дом повторно обнови. Од почетокот не лажеа дека бил дива градба, дека е најден стратешки партнер за да се изгради домот, па не лажеа дека е распишан тендер за легализација, за на крајот да не убедат дека го решиле титуларот на собственоста. Арно, ама пари нема. Нема пари за Битола, а нема пари ни за Талевски. Замислете, Талевски и неговите несоодветни служби не обедуваат дека на домот му е потребна легализација. Замислете, колеги пратеници, дом изграден пред 68 година, му било потребно легализација. Па кого тоа го лажат? Срамно е. Вистината е дека во буџетот на општина Битола пари нема за овај дом. И поранешните пратеници Диневски и Бендевска побараа амандман минатата година, меѓутоа, за жал, за нешто за кое што сметам дека ниеден битолчанец нема да направи проблем и ќе се радува, за жал, пратениците од опозицијата гласаа против ваквите амандмани. И од власта се извинувам. И најмалку што може да направат овој пат е јавно да гласаат за овој амандман, најмногу за сите амандмани за Битола, посебно за овој за изградба на Копанки. Тоа е најмалку нешто што направат. И затоа, колеги пратеници, ајде, поддржете ме овој пат за овај амандман, за да му го вратиме култното место на Битола и на битолчани. Ајде да го израдуваме херојот македонски Димитар Илиевски Муратот, кој што позади овај дом има спомен обележје. Ајде, ве молам, покажете доблест барем еднаш во овие 10 години и гласајте за Националниот парк Пелистер, со што ќе сметаме дека тоа е глас и за Битола и за битолчани. Ви благодарам. Благодарам и јас. Го молам министерот по финансии да се произнесе по овој амандман. Повелете, господине министер. Не се прифаќа. Амандманот не се прифаќа. Дали некој друга бара збор? Колешката Илиевска, пардон. Пардон, колешке, момент само. Имате уште неполна минута. Повелете. Повелете.
Да, ќе искористам, благодарам. Сакав да уште да кажам дека и покрај се во Битола постојат ентузијасти, влюбеници во планината, кои што направија проектна документација за домот Копанки. Еве ја, почитувани. Вака треба да изгледа домот. Се согласија да помогнат во расчистување и го расчистија сметот околу локалитетот и да помогнат во изградба и во транспорт со работна рака. А до вас реплика, почитуван господине министер. До кога Битола ќе оставите на маргините? До кога во буџетот ќе има средства за шпански скали, панорамски тркала, за стиропорни барокни фасади во главниот град, додека Битола ќе кубури на маргините? Од еден центар развиен, вие ја направивте касаба со вашите политики на власта. Благодарам.